Пасијата на беровката Милка го чува од заборав символот на Малешевијата, традиционалната изработка на малешевски ракотворби од волна или волница, ткаени или плетени. За Милка е страст и мерак, а се што сработила е изложено во нејзиниот дом, претворен како изложбен салон на домашните ракотворби. Изработувам блузи, калци, шалови, капи, черги, поентлес миѓења, чаршафи плетени на една игла. Имам развој и сама ги ткам. Сновам, навивам се сама. Това ми е желба, а сега може некогаш и да се исплати. Умешноста на изработка на овие ракотворби таа ја научила од незината мајка и баба и сега додека ја чека пензијата, таа се посветува максимално, креирајќи нови модели, адаптирајќи го старото со модерните трендови, но исклучително за неа што низ сите фази на нивната изработка не ја мотивира толку продажбата, колку љубовта кон ракотворбите. Изложував 2 пати, 3 пати, ама ништо не се потроши, само си времето губиш и така. Не ме бива мене за продажба. За работа ќе го направам, ама за продавање. Но сепак, салонот на Милка лесно го наоѓаат странците, кои ги обожаваат овие ракотворби. Имаше едни странци, работехме во хотел Манастир и тога и дојдеа и ми барааше да ги учам да плетат чорапи. И јас ги доведох тука, при мене исто така бех се наредила и кога видеа заборија на чорапите се си. Мислат тога и се си искупија кој што им се бендиса. Туристки од Америка и од Англија во Берово го открија овој салон на домашни ракотворби. Нивното воодушевување од производите беше големо. They're beautiful. It's beautiful, beautiful. Прекрасно, ова е навистина многу прекрасно. Интересно е да се видат вакви ракотворби, по светот ги има многу ретко. Вообичаено се произведува во фабрики во Кина. Anywhere in the world. Everything comes from China, mass produced. It's beautiful. Многу е убаво. Вакво нешто не може да се види во Англија, бидејќи ние го изгубивме за најчиството. Ова е навистина уникатно. Малешевијата е позната по многу уникатни нешта, меѓу нив се и малешевските традиционални ракотворби, кои често се изложуваат по саеми или на локални штандови. Како Милка има уште неколку жени кои ја чуваат од заборав оваа традиција. Иако предходниот период имаше многу обуки и работилници, формирање здруженија кои ќе го подигнат ова производство на повисоко ниво, сепак денес сето тоа како да е минато, па животот на малешевските ракотворби е оставен само на вештите раце на уникатните малешевски жени.